Од понеделник за Добрево и Тораница работите би требало да тргнат на подобро. Откако судот ја поништи хипотеката на имотот на двата рудника, се отвори простор за надминување на проблемите поврзани со нивното рестартирање. Во понеделник следи огласот. По завршувањето на огласот, изкупување на имотот, значи претпоставувам дека имотот ќе го купи компанијата која што ја доби концесијата. Ќе имаме брз рестарт отприлика за месец дена на Злетово со полн капацитет. На Тораница нешто покасно ќе биде со полн капацитет ради одредени интервенции на одредено извозно окно. Состојбите со рудниците Добрево и Тораница на најдиректен начин засегаат најмалку 1000 семејства од Пробишти и Крива Паланка, кои работат во нив. Старите се оптимисти дека наскоро ќе почне со стартот на рудникот. Тоа е со постепено ќе се викат ова групи луѓе кои ќе почнат со сачистување на ударските окна, за да за еден месец-два почне со производство на оловна цинкова руда. Поранешниот концесионер на рудниците, индиската фирма Индоминерали и Метали, под хипотека го стави имотот на рудниците 10 месеци пред да се прогласи стечајот. Откако договорот за концесија беше раскинат, концесијата за двата рудници ја доби бугарската компанија Минстрој. Но поради правните пречки, оваа компанија не можеше да влезе во објектите и да го почне процесот за рестартирање на рудниците. Новиот концесионер на рударите им вети поголеми плати и заштита во јамите, а наводно е обезбедена и нова опрема за експлоатацијата на руда.